Бушави глави. Ранецот, еве школскиот ранец, служи за да си ги ставиш книгите во него, да не носиш во рака, тој ти е помош, можеш да го ставиш на грб и да не носиш се во рака вака и да одиш. Тој ти е помош за да го ставиш се во ранецот, вместо да го носиш во рака. Ако одиш на планина, купуваш ранец во посветли бои. И патентот да не ни се расипува. Ранец е тоа што го носиме на училиште, на питник и на некоја екскурзија, некој излет. Тие се направени од некои се од тврд материјал, а некои се од мек материјал. Под прилика има 4 или 5 или 6 прегради. Ранец е ако е например таму ќе има книги, тоа е материјал што може да држи работи многу и лесни и тешки. Ранец е так како ташна што се, например, школски ранец, во него ставаме книги, тетрадки, прији, папки и други работи што ни се потребни за школа. Да, има и за машки, има и за бебиња, има и за жени, има и за училишни ранци, има и за лаптопи ранци. Ранец е како да се носи книги или некои други работи за јадење. Но најважно е ранецот да има повеќе прегради. Ранец е материјал, предмет, таму каде што ставаме, например, е во училишен ранец, таму каде што ставаме книги, тетрадки, прибори, тие работи. Бушави глави! Бушави глави! Бушави глави! Во денешните продавници можеш да најдеш што сакаш. Тогаш купуваш ранец во дречни бои. Има милиони видови на ранци. Има ранци за лаптоп. Тие најчесто ги имаат инженерите. Например, татко ми е инженер и тако има. Секоја собајле го гледам, го носи на работа. И направено некои тврди за стои ранецот во 3D форма. Има некои работи што се тврди, меки и може да се закопчува, може и не. Децата носат мали ранци, Па има ранци за училишни ранци, има ранци за на работа, татко ми има. и за опрема и за спремање, например, ако одиш негде на плажа или негде да ставиш работи. Јас мислам дека има за планинарење, за патување, за на излет, за пикник. Ранците ги прават од кожа. Тоа е направено од секакви материјали, некои тврди, некои меки и други. Па тие имаат едни големи ташни, ташни се, ама многу се големи, личат на ранци и ги носат на половината, не ги носат на грбот вака. Јас се сеќавам дека кичмо не болеше од училишни ранци, од различни книги, тетрадки, имаше се и се што во него и некогаш го мислевме дека нешто немаме, всушност тоа го имаше.
Понекогаш ми се случува и сега во ова време да си имам училишен ранец. Полн е со 300 разни тракатанци. Бушави глави, бушави глави. Прво имам желба да им посекам да живеат во мир, во едно прекрасно, спокојно детство. Порака до постарите ние да им го овозможиме тоа. И желба до нив да бидат деца додека можат. Да не растат пребрзо затоа што кога ќе пораснат, секогаш ќе посекуваат да бидат повторно деца. Бушави глави, бушави, 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 бушави глави.